Ова издание на Луѓе и места го снимавме во непосредна близина на нашата телевизиска куќа. Во нашиот комшилук се наоѓа старечкиот дом Елисавета, а во непосредна негова близина се наоѓаат и едно училиште и една детска градинка. Момент кој од секогаш не фасцинирал кога ќе ги видиме оние кои спокојно уживаат во залезот на животот и веднаш покрај нив оние кои се радуваат на изгревот. Ќе ве запознаеме со еден од 40 жители на овој старечки дом. Професор доктор Методи Поп-Ѓорѓиев, доктор по урологија кој по претрпениот мозочен удар е сместен овде во старечкиот дом Елисавета, каде што се опоравува и како што вели самиот се припрема за новиот живот. Покрај урологијата, уште една работа го преокупирала целиот негов живот. Пишувањето. Пишувал поезија, проза и драми. Љубовта кон пишаниот збор ја носи во себе, неразделена со книгата, дури и во моменти кога неговата здравствена состојба не му дозволува слободно да ужива во читањето и пишувањето. Го начекавме со книга во рака, во неговата соба во домот, каде што сега ги поминува овие моменти, радувајќи се на добрите книги, на денот, на животот. Се разбира, бидејќи најчесто пишувал инспириран од неговите биографски искуства, често со мислите патува и по спомените. Понекогаш и за спомените за родното Пехчево, за детството. Како деца се дружевме многу добро меѓу себе и имавме многу убави разбирања детски. Немавме, речиси, во ништо расправи и кавги или да сме се некогаш нешто повредиле некои, да сме се удариле или така. Тоа немаше. Нашето детство беше добро. Тоа е многу убав крај, шумовит и со чист воздух. Планините се убави и истина, тоа е една котлина Малешевска која е прекрасна по моја оцена. Прво и второ оделение во Кралска Југославија почна. После, у време на окупацијата, до осмо оделение и после ојдов во Штип гимназија. Средното училиште го завршил во Штип. Постоело колебање дали да студира литература, бидејќи од најмали нозе го засакал пишаниот збор, но и медицината. Сепак, изборот паднал на медицината и студирал на медицинскиот факултет во Скопје, каде што и дипломирал. Потоа на специализација бев во Данска, една година и пол. Тамо сретнав исто многу добар прием, многу добро бев примен. Како млад, наводно специјалист хирург, можев да се носам со невнините вродни хирурзи, зборна нема, но тие со мојата врст. Јас сакав, пошто плаќаат дежурства добро, да ме стават на дежурства. Професорот тој, Лунд, ми рече, Ѓорѓиев, јас чув дека ти работиш се, но немам начин, ти си наш специализант на данската влада, немам начин да те платам на друг начин. И што можам за тебе, да ти дадам еден апартман кој е на моје располагање, да го користиш без пари и мензата минимално плаќање има без пари. Од тамо после купив Ами 8 лимузината, што застебив парите. По престојот во Данска се враќа во тогашна Југославија и докторира на медицинскиот факултет во Загреб. Председател на испитна комисија ми беше србин, личанин, жена му исто професорка, кој беше визитинг професор во Загреб тогај, а професор во Хелсинки. И што ме изненади, ипак една култура. Ако бев тук да полагав
докторат, знаел, не знаел, ме постави професорот од личанинот. Дали знаеш, дали твојот лек влегува во крвта? Јас адхок одговорив, не знам. И ја нисам знал, тео сам да видим дали си негде нашол тоа. А да беше наш, ќе рече, како не знае, он тоа да не знае, така, ќе ме збришеше. Потоа се враќа во Македонија, каде што работи како хирург, уролог, со голема желба стекнатото знаење и искуство да го посвети на подобро здравје на пациентите. Како што вели за него, пациентите биле најбитни од секогаш. Спомените на поедини случаи кои се уште ги памети го потврдуваат тоа. Маж кој се пред 20 дена оженил. В зимно време жена му оди на чешмата да пуни вода, паѓа на мразот. На лед. Викам, ќе ја задржиме за болница, во секој случај 2-3 дена ќе ја пуштиме. Кога за 1 сат ми вика анестезиологот, жената е во кома, немам постар хирург, немам неурохирург, немам ништо, прв пат треба да оперирам глава. Немам појма од тоа, освен од книгата што се знам за тие операции. Почнав, рацете ми дрхтат, што ќе биде, како ќе биде. Среќа, не беше повреден мозокот толку, тоа со крвта се очисти, жената се брже освести и после 20 години иде и со торба маж и жена влегуваат, јас сум во дворот и ми викам некого барате, тебе те бараме. Што е работата? Само нешто ќе ви кажем и ќе одиме. Жена ми, синот, ова јагне е за тебе. Викам, што ќе му правам? Жена ми беше умрена, то ова јагне не излезе вика од дома. Така да те каниме, знамо ти не можеш да дојдеш, него така. Со комшиите земадме, изедохме го јагнето и така. Тој себе си се опишува како емотивен човек. Токму таа емотивност кај него го развила и поривот да пишува и да ја сака литературата. Се што е пишувано од мене е животна приказка. Од случки, углавном, литературно обработени, разбира се, но се случиле на вистина така, како таа со главата. Тоа е мој стил, реалистични, тоа во тоа време ние немавме друга литература, главном се служевме со читав без речник. Од Литва говорех руски, француски не можех да говорам, но читав после други дела. Иначе инспирирааме Толстој, Тургенев, Гоголј и така тие углавном руските класици. А после дознам и за убави книги од англиската и другата француската литература. Како помлад не ни предпоставувал дека дел од пензионерските денови ќе ги помине во дом за згрижување на стари лица. Денес, додека престојува токму во таков дом, мисли дека ваквите домови треба да ги има повеќе. За старечки домови тога и не се знаеше, ако не се лажа. Барем јас не знаев дека ги има. И тие старечки домови веројатно ќе мора да се, како по светот што е, ќе се зголемуваат, прошируваат и по сите градови, jer животот носи своето. Јас дојдов
истиот ден кога ме стреси ударот во мозокот и ме донесоја овде. Бев свесен, задоволен што може да слушам барем и колку толку да зборувам. Имав контакт, но како да ми отсечена едната половина, десната од телото. Како да бех човек од два дела, од кој еден ја го немам. Истакнува самиот дека благодарение на престојот и негата која ја добива во овој дом, тие два дела повторно се соединуваат. Односно, тој веќе ги прави првите чекори и се надева на што побрзо нормално функционирање. Благодарение на Љубиша почнав, он ми рече, ти ќе проодиш. За мене беше чудно, док меѓутоа тоа се деси на вистина. На стапче, со чекор по чекор, почнах да одам до по 100 метри и повеќе. Така да, јас мислам за еден месец, ако продолжиме така со него и со Спако, негов соработник, да ме тренираат, оти ќе проодам и ќе се оспособам за живот. Задоволен од неговото секојдневие овде во овој дом, неразделен и од книгите. Бидејќи со физичкиот хендикеп не е во можност да пишува, неговите поеми ги снима на диктафон, со надеж дека така побрзо ќе завршат на лист харти. Тоа е чудно нешто што ми се враќа се од детството до денеска. Сите спомени и јас тоа ќе го напишам. Ќе го издиктирам, диктафон набавив, ќе го напишам, внук ми од керката ќе го откуца и тоа ќе остане како да се знае дека не сме дрво без корен. Потекнувам од релативно богата за тамошни устови фамилија, дедо ми е бил поп и честна фамилија. Тој дење сонува со отворени очи и патува по спомените. Пред крајот на нашиот разговор го запрашав дали и што сонува навечер, овде во домот. Сонувам. Жена, мајка ми ја сонува. Татко ми беше многу фин. За својата фамилија немам зборувам. Сите добри. А токму една од неговите драми завршува со цитатот дека во солзите останува надежта. Токму со овој цитат ја одјавуваме оваа луѓе и места. На професор Методи Попгеоргиев и на останатите жители на овој дом за стари лица им посакавме добро здравје и долг живот. Гледајте не и за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.